Државата ќе му плати 42.000 евра на Верушевски поради 11 месеци минати во притвор за случајот Пуч. Граѓанскиот суд делумно уважи неговата тужба, му даде помалку од бараните 70.000 евра. Поранешниот прв разузнавач не се појави пред судот да ја слушне пресудата, а со тоа и не беше достапен за медиумите да дознаат нешто повеќе околу неговото сведочење во случајот Таргет Тврдина. Последното појавување во јавноста на Верушевски беше токму сведочењето пред кривичниот суд, кој остави голем број отворени прашања. Тој кажа дека така наречените бомби биле модификувани и компрометирани, без да открие повеќе информации кои будат интерес кај јавноста. Неговото сведочење дури го дообјаснуваше и Заев. За разлика од премиерот, министерот за внатрешни работи не сакаше да го коментира кажаното од Верушевски пред судот. Биле во добри односи, а тој најдобро знаел што треба да каже. Јас имам добри односи со Верушевски, како впрочем што имам со сите луѓе кои што работат во владата. А инаку за водност на сведочењето јас го немам ниту видено до крај тоа што го слушнав од медиумите, сигурно дека тој најдобро знае што треба да каже пред судот. Во случајот Пуч, покрај поранешниот прв разузнавач, обвинети беа и неговата сопруга Сонја Верушевска, премиерот Заев, свиркачите Ѓорги Лазаревски и Звонко Костовски и службеникот во општина Струмица Бранко Палифров пред СЕО да реши да го повлече обвинението. Остана отворено прашање зашто Катица Јанева се реши на ваков потек, ако се знае дека Костовски ја призна вината и се спогоди со обвинителството за казна затвор од 3 години.